Почеток во средно училиште, ново поглавје во животот. Со професорката Татјана Алексич разговараме на оваа тема. Професорка по македонски јазик и литература во Скопската гимназија Раде Јовчевски Корчаги. Добро утро. Поздрав до гледачите на македонска телевизија, на утринската програма Македонија наутро. Многу сакам оваа придавка македонски јазик, наставничка по македонски јазик да ја користам. Да, јас го сакам тоа да го потенцирам, сакам да го кажувам тоа. Средно во образование ве македонски јазик. Јас доаѓам од една јазична гимназија во која што многу се потенцираше тоа македонски јазик и потоа изборот на некој друг јазик во тоа време беше нешто многу важно, што ќе се изучува плюс. И не знам како е денеска, колку е важно што ќе се изучува плюс и колку беше едноставно важно да се изучува македонскиот јазик како основа. Секако дека е најбитното нешто да се изучува и се стави акцент на јазикот, официјалниот јазик на државата во која што живееме. И тоа е нешто кое што треба да биде дел од нашите културни навики, оно што постојано го говорам без оглед на нашата национална припадност, нашата морална, етичка, па и естетска одговорност е да го говориме јазикот на државата во која што живееме. И сега за нови генерации зборуваме, кои што, ако мое време требаше да се учи англискиот јазик, веројатно веќе ви доаѓаат со научен англиски подобро од вие кои што сте го учели, имате диплома за истиот. За новите генерации, што значи таа адаптација од основно во средно училиште? Точно е дека е еден период на голем скок и промена во нивниот воспитно-образовниот процес и дека не име едноставно на основците кога после 9 години основно образование одеднаш ќе дојдат во гимназиските простори, во средните училишта, со новото дружење околу нив, нови другарчиња со ученици, нов наставен кадар, нови наставни предмети, тоа 3-14 поред, тоа е предизвик и оно што многу често им го кажувам на учениците е да знаат добро да го организираат своето секојдневие за да може таа адаптација побрзо да тргне, а тоа е најбитното нешто да научат првите барем 3 месеци да го слушаат наставникот, наставните предмети, без оглед колку тие наставни предмети им се интригантни или им се блиски, ги сакаат или не. Тоа е нивната лична карта до крајот на тие 4 години. Значи, првите 3 месеци се пресудни. Тогаш се учи малку лекции, една лекција, 2 лекции, креваат рака, ангажирани се на час, за да можат подоцна таа своја представа која прикажале на часовите пред наставниците да ја користат како кец од ракав, што велиме. Значи, многу се битни тие први 3 месеци. Сега за битните месеци, но и за битните денови пред упис и стартот на учебната година, колку родителите треба да имаат право на глас? Кој дете кај кој класен раководител во кој клас треба да се падне ова под наводници, затоа што веќе кога го ургираш не се паѓа, туку го сместуваш. И колку треба да се ургира на тоа децата да се бара да бидат со некои другарчиња кои што веќе ги познаваат во истиот клас, или едноставно детето треба да се пушти во новата средина со една доверба да ја спознае и самото да се вклопи во истата. Тоа едноставно е невозможно кај некои родители. Ова под без значи не оди. Да, затоа што од старт имаме музички желби, ти ученици кај тој наставник, тој класен професорка, и ќе постојат веројатно. Постојат веројатно. Има родители кои буквално така нема селекција, туку каде паднеш, зависи од начинот на кој што се ги воспитувале децата. Секако дека дозволуваме понекогаш, меѓутоа правило не повеќе од 3, 4, 5 деца од едно училиште, затоа што тогаш знаат да прават тимови, па се малку онака по како да кажам, гласно говорливи на часовите, затоа што се осмеле, охрабрени се еден од друг. Но и не е тоа нешто, да речеме, страшно тие желби да ги исполниме ако сакаат одреден наставник, но не може секогаш, по секоја цена. Родителите треба да знаат дека треба детето да го пуштат, да се навикне на новите услови, на новите наставници, да не ги бара
тие модели на претходните наставници, да не ги бара моделите на родителите во наставниците. Животот е една голема адаптација. Ние мораме се прилагодуваме на новите услови. Тоа е вештината на живење, уметност на живење, да знаеш да се прилагодиш на новото семејство утре, или ќе ги отпишеме од училиштето каде што не успеале да се адаптира, да се навикнат, ќе ги запишеме во друго училиште и таму ќе се појави некој што можеби ќе им пречи во тој воспитно образовен процес, па ќе ги изротираме во трето училиште, што ќе правиме или кога ќе влезат во заедница. Значи мора да се научат да се прилагодуваат на условите, освен ако нешто не е драстично во таа комуникација, па не може да се смират во таква средина, па мора да ја сменат средината. Новото поглавје, колку значи влез во светот на возрастните? Како го доживуваат тоа средношколците? Вие разговарате со нив уште од првите денови. Верувам дека уште од деновите кога траат описите. Па секако. Дека и тогаш додека се носат документите. Да, родителите многу се симпатични тогаш. Има се уште онаа нивна доза на срамежливост која треба да остане и понатаму, затоа што и тоа е одраз на еден почит, љубопитни, прашуваат кој ќе ми предава, каков е тој наставник, па вие староседелците што велам ја веднаш ќе ни ја дадат нашата лична карта, а тоа професор ке строга, тој професор е вака, значи знае да не опишат веќе. Внимавај кај тој, внимавај кај тој може ова кај тоа, не? Така им даваат онака упатство како каде може да поминат и тоа е многу симпатично. Упатство за употреба на професорите. Така, и ние сме правеле тоа. И доаѓаат со родителите обично на упис, па имаме контакти со нив кога сме во уписна комисија. Нормално е да има една доза на да речеме некој страв, возбуда повеќе отколку страв, како ќе поминат. Корчагин го бие глас и уште дека нели гимназија строга, тешка, што и не е лошо, што е добро, затоа што учењето во принцип е тешко. Значи, тешко е учењето, не треба да го сватиме така лесно, но е мајчински добро. Затоа што она што ќе го научат тие 4 години во средно образование име багаж понатаму кој ќе го отворат, кој ќе влезат на факултетските нели амфитеатрите на факултетите и факултетските универзитетските професори, каде што продолжува само образовниот процес. Инаку тие 4 години се баш време на зрење, на созревање, затоа што тоа е она кога па и пубертетот, адолесценцијата е онака на хеви метал, на најако пуштена, нели хормонални чудовишта излегуваат од нив по некој, па однесувањето треба да им се следи онака и ние како наставници, како родители, и најважното нешто, најодговорното што треба да го научат децата е прво здравјето. Тоа е најбитното нешто. Ја на сите им посакувам успешен почеток на учебната година, меѓутоа највеќе што им посакувам да си го одржат своето психофизичко здравје, затоа што најсериозната работа е токму таа. А тоа е да се малку да се научат да си го почитуваат ритмот. Значи оние 7 часа задолжителни да спијат, на детето му треба здрав сон. Многу долго се научија преку лето да седат на компјутерите, да нели не се спијат топло. Значи мора се вратат малку во нормала за да може да го ја следат наставата. Одеднаш ќе имаат многу предмети, многу нови наставници. И концентрација и затоа велам понекогаш бидете да личите, да се изразам жаргонски, но ние бубалици кои те гледаат вака во очи кога предаш без оглед колку си им здодевен и креваат раце на една лекција. Тоа се професионалци. На една, на две, на 3 лекции ќе добијат 5. Тоа се професионалци. Добро знаат дека на малку може да добијат многу. А не оние што во почетокот остават лекции да им се натрупаат, па не, на крај кога ќе им се собере учат повеќе отколку од овие петкашиве. Затоа треба се итро да се изменаџира тој почеток, стартот е многу битен. Значи менеджментот потоа кој што ние секојдневие во светот на возрастните се случува уште во средното образование. Добро, ова да го слушнат сите. Однесувањето сигнализира нешто внатре. Како го препознавате стресот? Како ја препознавате анксиозноста? Како делувате при тоа? Имате ли време за вие како еден професор за клас од 30 ученици? Нема оптимално време, да не се залажуваме, меѓутоа ние не можеме само да предаваме и да испрашуваме. Значи не би бил педагог ако го прави само тоа на часовите, така е. И мојот предмет е многу податлив за да влезам во некоја непосредна комуникација со учениците, затоа што предам литературата, таму имате литературни ликови, анализа на нивните атрибути, психолошки карактеристики и тогаш може да дојде до израз нивната внатрешност, како ги анализираат тие моменти, па можеш нешто да детектираш.
неретко се случува и да дојдат после часовите на разговор или да се пожелат или да кажат, многу тешко се препознава таа анксиозност на прв поглед кога ќе влезеш во училница, сите ти се анксиозни, те гледаат вака право, ништо никој не зборува. Меѓутоа со тек на време може да се препознае, ние имаме педагошка служба каде што може да се разговара. Глобално таа анксиозност стана веќе и како да кажам и мода. Децата и кога не се анксиозни, не знаат што е анксиозно, сами ќе кажат нешто сум анксиозен или депресивен, ја велам земи нешто да работиш, ќе ти помине веднаш. Треба повеќе да работат децата, повеќе да имаат ангажмани и физички, не само да учат. Затоа спортот е најважен предмет во сите училишта, спорт и спортски активности, затоа што ги јакне телото, организмот и нашата одговорност како наставници, и не се вели случајно дека ние сме и втори родители, доста време од својот живот поминуваат со нас, е така да ги наблюдуваме малку повеќе, па да пријавиме ако има нешто симптоматично и чудно во нивното однесување, да поразговараме, да не се крева веднаш паника, меѓутоа секогаш мора да се има контакт со родителите, што и го правиме и како класни рекои. Да се следи, да се биде буден. Затоа што не секогаш, они се во фаза кога баш она фаза на транзиција што велиме на државно ниво, тоа е фаза на адолесценција. Не знаат што се. Уште се во потрага по својот идентитет и не може секој да судиме. И во начинот на облекувањето, и во начинот на однесувањето, па некош да не замеруваат ако момчињата имаат долга коса или носат пирсеви, да не гледаат во нив како чудни суштества, како да паднале од Марс. Добро, мислам дека тогаш се појавува и желбата на тетоважи, на различност, тогаш стануваат на различност, издвојување како индивидуа. И тоа треба да се прифати како некој процес, да не се гледа, се фрла на тема на сето тоа, затоа што може да дојде до непријатности, да се гледаат тие деца поинаку. Едноставно, еве, ако е веќе демократија, тогаш да ги испочитувам и не се носат работни кецели, униформи, значи нешто што ние завршивме 4 години од се Николов до тука со работна униформа, школска униформа, сега не. Така што сме треба да се прилагодиме кога ги гледаме облечени различно и ние впрочем се облекуваме секој според своите стилски апетити и она што нели сакаме да како да изгледаме на часот, така и нашите ученици да не кремаме веднаш паника ако видиме поинакво облекување, па и однесување, туку полека да се влезе во суштината на карактерот на тоа дете и секако најголемата слабост на ова време, не дека порано не постоел булинг или врсничко насилство, најголемата слабост е што децата се учат од најмала возраст на еден вулгарен вокабулар, од нас возрастните учат се на вредливост, смета дека тоа е добро, дека е тренд, дека ако демократија ти имаш право да кажеш се, дека си безлакно на јазик, нели ти дека тоа е добро. Дека тоа е добро, напротив, не си ти со како да кажам со отворена смисла и искрен, ти си само дрзок и невоспитан и вулгарен кога навредуваш друг. И она што им го кажам и на родителите, кога ве навредуваат, и на децата им велам, ако ве навредуваат, било родителите, било ние, било вашите врсници, не го сваќате лично. Навредата никош не ја сваќате лично, без оглед што е на ваше конто. Затоа што тоа е она што другиот го има како дел од себе. Значи, никош не може да излезе од тебе или од мене нешто што не го поседуваме. Ако ти е тешко преку уста да ти излезе погрден збор, не е дел од тебе. Твоето детство поминало посрекно и воспитниот процес. Родители кои те воспитувале со љубов. Немаат сите деца среќа да бидат воспитувани со добри родители, со добро обкружување. И затоа непријатностите, агресивноста вербална излегува на површина многу лесно. Секогаш има од каде. Секогаш може да се лоцира од каде е тоа. Многу интересно тоа што во периодот на средното образование, многу интересно и во однесувањето и во изгледот се карактеризираат кој од кој училиште доаѓа. И понатаму тоа некако си го градат, веќе втора, трета година се забележува дури и по однесувањето таа или тој личи дека е од таа гимназија, тоа било секогаш, верувам дека и денеска. Многу ми е интересно тоа дека се прави еден идентитет. А колку е важно идентитетот од основното училиште од кое што доаѓаш, во средината и гимназијата која што ја избираш, да го продолжиш образованието? Знаете како, доаѓа први сите скроз одлични, што исто така е на мимикрија.
Значи, одеднаш доаѓаат капацитет ученици. И веќе првите 3 месеци на 3 месечи гледаш дека тие петки не се така како што изгледаат. Како што изгледат. И на изгледот може да се сокрие нешто. Меѓутоа, најбитното нешто се, пак ќе кажам, па не знам колку пати, учителките од основно, наставниците од понатаму, значи основното образование е база. И ние можеме да забележиме ученици со кои се работело, како што можат универзитетските професори да забележат средношколци со кои се работело, се гледа. Тоа не може да се зацкрие. И исто и воспитувачките од градинка, постојано кажам, таму е зародишот на ученикот. Тие ги учат учениците како да учат. Не ние како родители, немаме многу авторитет, ќе видиш и ти како ти раста децата, како мајки, како родители, колку што имаат учителките. И тие се најбитни. Јас секогаш велам, затоа треба ние да ги почитуваме родителите, за да можат децата да ги почитуваат. Така е. И наставниците да ги почитуваме, учителките, да направиме еден култ кон нив. Јас секогаш велам за воспитаноста на моите деца се виновни, условно кажам, виновни учителките од Лазо Трповски, Ели Масторидис и Елеонора Стрезовска беа учителки кои ги научија и да учат и да се однесуваат. Јас сум бескрайно благодарна секако на сиот колектив. Многу се бит и се паметат и ние ги паметиме учителките. Да, јас ги паметам. Повеќе од средно училиште ги паметиме учителките. Така што е многу битна таа карика, тоа прима предавање на учениците од основно во средно и понатаму на факултет, да има еден континуитет, да се научи детето дека учењето не е лесно, но е мајчински добро. Тоа е багаж кој го носиш секаде каде и да се појавиш во светот. Почнавме со вештачка интелигенција. Сега допрва ќе имаме предизвици, писмени задачи. Може да напишеш есе во секое време, напишеш песна едно друго. Добро, но тие професорка може да се забележат. Како не? Па ете го усното. Ете усната интерпретација. Значи тоа е оно што сите сме замислувале кога сме биле мали, како немам нека Аладинова ламба, па некој джинча ми джуџенце тука па да ми шепка на час, да не морам да учам. Еве го ви сега, тоа е ChatGPT. Тебе ќе ти каже све што те интересира на брзина, ти ќе го искористиш тоа за да дојдеш брзо до резултатот, меѓутоа се што се прави на брзина брзо исчезнува од твојата ментална матрица, од твоето знаење. Ако се учи постепено, етапно и со љубов, тогаш вградуваш во себе, во своите вештини, во своите знаења, многу полесно ќе се снајдеш. Затоа што во иднина ние сите учиме за да се вработиме, за да се продадеме на пазарот на трудот и твојот работодавец нема да ти каже ајде сега напиши ми нешто на веб, туку ќе те праша првата комуникација и да те види што работиш и како се однесуваш. Затоа колку тогаш вие професорите имате главната улога? Можам да кажам дека е главна, заедничка е. Значи, ние сме триада и родителите се битни, учениците и учителите. Меѓутоа, нашата улога е да мотивираме. Ние мораме да сме, оно што велиме, а секогаш на шега велам, ние сите учителки сме инфлуенсери. Значи, ние сме мотивацијски говорници, затоа што 45 минути зборуваш и нели правиш една мотивацијска средина да децата те следат. Многу е тешко да задржиш внимание кај учениците, тоа се хиперактивни деца. Добро, друга страна професорка, еден момент не го спомнуваме, но сакам да го споменеме. За да успеете во таа триада и за да успеете да бидете нели основата да ја постигнете вашиот авторитет, колку треба да имате почит пред се од родителот. Чинам дека родителите треба да укажат првата почит кон вас, за да може да го продолжите успешно вие понатаму тој процес. Родител, ученик, професор. Заемна почит, родителите... Да имаат верба во вас, доверба, да имаат дека си ја работите работата онака како што треба, дека точно знаете што и како работите. Сменети се и тие карактеристики на почита воопшто. Што значи почитување, што значи здраво почитување. Сменето е се со новиот милениум. Често пати родителите знаат да бидат и авторитативни или оние крајности да ги разгала своите деца и да се навикнат децата дека тоа мама и тато ќе го завршат, што не е она исконска љубов. Исконската љубов на родителот кон детето е да му овозможи услови да стане човек. Не да му ги решава задачите, да му даде услови сам да се ги реши задачите. Значи, ако родителот почне да бдее на детето, му ја пишува домашната, па
тетки и стринки да пишуваат домашни, па не знам кој друг, па да се плаќаат професори. А и модерно професор да се плати, да и професор кој што ќе направи есеи, ќе напише се што треба, да. Така што не е тоа баш така едноставно и потоа ќе им се оби од глава кога ќе продолжат на факултет. Убаво е родителот да е буден, да е присутен, меѓутоа да е невидлив родител во таа комуникација, да бдее доволно за да види дали детето навистина ги совладува предметите и наставните обврски се, но не да биде толку по секоја цена или да инсистира на наставниците, знам многу често фрла дрве и камења по нас, по наставниците. И многу често знаат да се запрашаат, да се запрашаат во вистинската одлука кога е оценката во прашање. А тука се кршат копија. Толку за таа доверба. Моето дете има 5 англиски, како може да има 3 македонски или некој така. Пак и ајде нека ја поправи еднаш, два пати, три пати, пет пати. Да, се додека системот инсистира на успех за упис, ќе биде така. Ќе има и корупција. Ние сме исто зародишот на корупцијата, кај нас почнува корупција и мито, со оценките. Значи, ако сакаме се спасиме сите од тоа, системот, нека се запише кој каде сака, со било каков успех, пуштете го селекција, значи, само селекција ќе биде тоа. Ако се запишал во гимназија, каде што нема услови, ќе се отпише, ќе се запише во друга гимназија. Ако успехот му е скроз сите петки, а не одговара. Убаво што го споменавте тоа, од една во друга гимназија, колку тука повторно збориме за родителите, колку родителите треба да бидат поддршка на желбите на децата кои што можеби некогаш и не се издржани. Ете, не успеав таму да се вклопам, ајде да се обидеме во друга гимназија. Па и таму ми се најде некој проблем. И таа сага да нема крај, 4 години од едно друго, што значи потоа тоа, таа рефлексија врз однесувањето на детето, врз работната етика понатаму во животот, па и факултетот и работното место. Да, многу е тешка родителската улога и најодговорна и тоа се треба суптилно да се следи. Ако навистина детето, ученикот не може да се адаптира од X причини во тоа училиште, секако дека ќе застанат и наставниците други, и родителите, детето се префрли во нека друга. Меѓутоа, ако биде тоа исклучаци. Веројатно на тие мислите, има исклучаци. Не ми се допаѓа, немам добра оценка, на другите им ставија подобра оценка, мене не, дајте во друго училиште. Тоа веќе може подоцна да излезе како дете кој е навистина разгалено и не може да се прилагоди. Она што го кажавме, клучниот збор адаптација, така ја почнавме темата, треба ги пуштиме децата малку да се адаптираат, и комуникација. Најважно е зборувањето. Ако децата почнуваат да ве лажат, да кријат вистина, да не разговараат, тогаш е звонот за тревога. Значи треба да видите зошто детето не кажува, зошто крие, зошто се плаши да ви каже дека добило слаба оценка или дека изгубило нешто, патики, мобилен, било што. Значи тој страв од казна не е добар. Мора да им дадеме услови како наставници, како родители, децата да си ги кажат маките. Кажувањето на маката, на непријатноста, не знам, неочекувана оценка или некој конфликт во училиште, било од страна на наставник или соученик, треба да се каже дома на одговорниот наставник, на класниот раководител, на педагошката служба, така ќе имаме помалку и булинг и врсничко наследство да се каже. Кога ќе кажеш некој проблем, ти проблемот веќе си го решил. Значи веќе мораш да го едниот товар од проблемот е да го споделиш со некого за да ти олесни, за да видиш понатаму како да продолжиш во животот. Ако се абсорбираат тие непријатности, ете анксиозноста. Се што е проголтано од страв да се каже ете анксиозноста, влез во депресија, во ние непријатни душевни состојби. Професорке, благодарам за разговорот. Останато ми е тоа дека секој проблем кога ќе се каже, има 3 решенија секогаш. Така што треба само да се каже. Благодарам на разговорот. Со лесно новото поглавје во животот и за средношколците, но и за вас, професорите, новата генерација, која што ќе имате од понеделник. Така е, со лесно, со арно и со добра концентрација. Ете. Благодарам.